TikTok апликацијата повторно во центарот на вниманието. Нов парацетамол предизвик се прошири изминатиот период. Иако нема регистрирано случај на токсикологија за пациент кој испил преголема доза на парацетамол, сепак вклучен е црвениот аларм. Психолозите велат дека потребна едукација кај децата со цел да не се прифаќаат негативните предизвици од оваа апликација. Може би е потребно да се воведе едукација за користење на истите, нели, и насочување на интересот на конистите за нешто полезно и за нешто добро за нив, затоа што за младите. Затоа што сепак нели има огромно влијание, на некој начин таму гледаат во многу нешта од тие видеа гледаат и авторитет. Значи многу од родителите можат да се слушнат како ќе се пожелат, значи повеќе му верува на некој во TikTok што кажал дека е исправно отколку на мене. Значи овде се губи нели акцентот на авторитетот, веќе младите буквално слушаат што е и го почитуваат она што го гледаат. Преку TikTok апликацијата се губи чувството на емпатија, но и авторитетот кај децата, додаваат психолозите. Самиот факт дека може да се манипулира со возраст, а нема физички контакт меѓу корисниците, овозможува да се развива малолетничкиот криминал. Чучкова децидна дека во момент кога не може да се укине апликацијата или барем се уште се размислува, подитно е потребна поголема едукација. Однос на прескокнувањето на развојните фази, затоа што нема контакт со живо лице, нели? Нема ајс контакт, немаат многу потешко успеваат да остварат контакти физички младите. Младите веќе тоа е нели одраз од она што велам, значи нема развој на емпатија, неможност да се провери емоцијата, да се види, да се влезе во тугите чевли, нели нема такво мерило. И кога нема емпатија, кога моралните вредности се градат на нешто кое што нели нема основа, многу ниски морални вредности, тогаш и малолетничката нели криминал е на висока стапка кога нема емпатија. TikTok апликацијата може да влија и позитивно, но само доколку за тоа има соодветна едукација. Затоа се советуваат родителите да бидат внимателни да разговараат со своите деца, со цел да се намали негативното влијание од оваа апликација кај децата.